Здраво и поздрав до сите, јас сум Никола Галевски, пастор на Евангелска црква Солкрафт. Денес сакам да зборуваме на тема која што е барем за мене пригодна како пастор на Евангелска протестантска црква, а тоа е еден од клучните принципи на реформацијата, на латински изразен како сола скриптура или на македонски само Светото писмо. Ако нешто го има револуционаризирано мојот живот, ако нешто има донесено промена, предизвик и трансформација, тоа е Светото писмо, затоа што Светото писмо не е само книга која што ние читаме и даваме заклучоци, дали ревју ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Светото писмо на сушност ни е сведоштво за тоа кој е Бог, кој е светот и како тоа се однесува на мене. Значи, кога реформаторите пред отприлика 5 века инсистирале на тие неколку начела, клучно начело било сола скриптура, односно само Светото писмо. И можеме тоа да го разбереме, затоа што и денес, за жал, ние не сме во нека многу поразлична ситуација од тоа што сме биле пред 5 века. Светото писмо било во одредена смисла нејасно и заскриено, затоа што во земји како што е Германија, земјата на Мартин Лутер, или во другите реформаторски земји, Светото писмо се читало исклучиво само на латински и целите богослужби биле само на латински. И сега ние можеме да замислиме што значи за еден германец во тоа време да отиде во црква, да биде таму, не знам, еден час или два и да слуша проповед на латински јазик. Значи, тоа било едноставно неразбирливо и всушност патешествието на реформацијата не започнало како некаква идеологија, се собрале луѓе на маса и рекле сега ние ќе правиме реформација. Ако ги разгледаме животите на Мартин Лутер и на Жан Калвин и на многу од тие други, Мено Симонс, Улрих Цвингли, сега да не ги набројувам, ќе видиме дека тие всушност до самиот заклучоци за потребата од реформација доаѓаат преку нивната интеракција, преку нивното читање со Светото писмо. Светото писмо е всушност клучниот фактор кој што ги тера овие луѓе да се свртат кон својата црквена традиција во тоа време и таа црквена традиција и заедно со нивните животи да можат да ги скенираат, да можат да ги споредат со оно што тие го сметаат за оригинал, а тоа е Светото писмо, особено за христијаните кога зборуваме за Новиот Завет. Ова бил еден неминовен процес. Зошто? Затоа што 1500 години после Христос одредени тенденции, тоа се човечки тенденции, не дека некој е подобар, некој е полош, да се напластуваат одредени слоеви и да ја обвиткаат Христовата порака и живот, дури морам да кажам до фаза на непрепознатливост, има и како потреба да бидат тргнати и она што Лутер го кажува и оно што е неговиот повик е всушност да се вратиме на Светото писмо, да се вратиме на раната црква, да се вратиме и оно што е наша пракса, односно наша црквена пракса и наша лична индивидуална пракса, да го изфилтрираме, да го споредиме со Светото писмо. И знаете што? Ово што го зборувам, ако внимателно ме слушате, не звучи посебно револуционерно. Проблемот е што таквиот чин, апелот на Лутер, црквата да се врати на Светото писмо, да се врати на учењата на Исус, да се врати на 4 евангелија и на описот на раната црква, во тоа време било револуција, токму заради тоа што во одредени сегменти црквата имаше застрането. Црквата стана повторно во голема мера една профитабилна институција во која што човек не можеше веќе да ги распознава Христовите зборови и не можеше да знае за Христовиот живот. Мартин Лутер, еден исклучителен интелектуалец, неговите дела на германски се некаде отприлика 220 и нешто тома, навраќајќи се на оригиналот, навраќајќи се на еврејскиот Стар Завет и на старогрчкиот Нов Завет, увидува дека црквата, за жал, после 1500 години по Христа го има загубено својот курс. И инсистира сола скриптура, да се вратиме на Светото писмо. Ќе ви кажам барем 3 нешта без кои што е невозможно ние да бидеме христијани. 3 причини заради кои што ова начело, сола скриптура, би го
препорачал не само како ете нешто протестантско кое што треба да се каже, туку како нешто кое што може да го револуционаризира нашиот живот. А тоа е прво нешто. Без Светото писмо ние не можеме да знаеме кој е Бог и особено кога станува збор за Евангелијата, односно за биографиите на Исус, 4 биографии, според Матеј, Марко, Лука и Јован, ние едноставно нема да можеме да знаеме кој е Исус Христос. Значи, без Светото писмо, без ти самиот или ти самата, да седнеш и да прочиташ барем едно Евангелие, ти едноставно нема да имаш точка и нема да имаш репер и дури самиот за себе нема да знаеш дали си ти христијанин, не само верник, како што често пати знам да спомнам, туку дали реално го следиш Христос. Како можеме јас и ти да знаеме дали го следиме Христос, ако никогаш не сме отвориле едно барем Евангелие во нашиот живот, за да видиме кој бил Исус, што тој зборувал и како тој живеел. И врз основа на тоа да го споредиме нашиот живот и да видиме што докаде сме во однос на нашата вера и нашето следбеништво, докаде сме ние во однос на живењето на еден таков живот сега и денес. Значи, без тоа да се направи едноставно е невозможно. И знаете што? Не е воопшто најбитно дали во твоето семејство има религиозна традиција и дали можеби твој некој предок бил свештено лице или дали твојата мајка или баба читале Библија, ако јас и ти не знаеме кој е Христос и ако јас и ти не знаеме точно кој бил тој и каков живот живеел, значи апсолутно е залудно. И морам да кажам едно нешто. Немојте да се себе залажувате дека ако сте погледнале, не знам, 2 документарци на History Channel или ако сте погледнале една или 2 статии и особено некакви гностички евангелија, не знам, евангелие според Тома, дека вие веднаш знам кој е Христос. Најискрен апел. Вратете се, да се вратиме на Светото писмо. Барем едно евангелие, можете да почнете со Матеј или со Марко. Марко е пократко евангелие, или Лука, Јован, значи било кој од овие 4 евангелија, ама дајте си на себе можност да видите кој е Христос и кој е зашто всушност станува збор. Не дозволувајте некој друг да ви прераскажува. Денес тоа е барем достапно, не само што е достапно, ги имаме во хартиена форма како што е ова моето, ги имаме и во апликација која што се вика YouVersion или bible.com. Утипкајте го тоа на вашиот телефон, симнете си апликацијата и веднаш ќе си имате целата Библија на вашиот смартфон. И знаете што? И онака во текот на денот имаме периоди на чекање, ако не можеме да одвоиме веќе време само за читање на Новиот Завет или на едно евангелие, можеме да симнеме оваа апликација и да видиме сами. Кога Лутер ги читаше евангелијата во негово време, тој едноставно свати дека тој самиот се отклонил од она што значи изворно христијанство и тој заклучи дека и црквата во негово време, како што и тоа случај многу често денес, се отклонила од она што значи изворно христијанство. Второ нешто, зошто сакам да ве повикам, ова е буквално повик, да ве повикам да го читате, да ги читате евангелијата, да го читате особено Новиот Завет. Ако не ги прочитате евангелијата, ако не го прочитате Новиот Завет, вие нема да знаете која е таа најрана оригинална црква. Многу често денес слушаме во раната црква. Значи, таа најрана црква, незината кореспонденција, незиниот живот е опишан во Новиот Завет. И денес како нас ни зборува луѓето дека Константин е тој кој што ја сменил верувањето на најраната црква. Значи, ве повикувам да читате Нов Завет, за да видите докај сте, значи, не само вие во однос на вашето знаење, во однос на Христос, туку да видите и да си го поставиме поширокото прашање. Докаде сме ние како црква? Секоја црква. Јас сакам да си го поставам прашањето како пастор на оваа црква, докаде сме ние како црква, колку сме ние слични или различни со ова оригинално, инспиративно христијанство. Христијанство кое што реално го промени античкиот свет еднаш и за секогаш. Значи, ако е првата причина да читаме за да знаеме кој е Христос, втората причина би била токму оваа, да читаме Нов Завет за да знаеме која е раната црква, да можеме да испоредиме работите, да не лутаме, да не биде тоа само слушнав нешто, прочитав, туку да видиме реално докаде сме како цркви. И трето нешто, кое што сакам да го кажам и посебно да го акцентирам. Нешто кое што за мене беше, како да ви кажам, откровение. Еве ќе ви кажам зошто. Лажно, и тоа не е во ниеден случај според православната традиција. Јас имав некакво чувство
впечаток дека задачата на свештените лица е да ја читаат Библијата, а моје само да си дојдам во црква и онака да наведнам глава и да заврши приказката. Значи тоа не е христијанство, тоа не е евангелско христијанство, тоа не е било кое христијанство, тоа не е православие. Разговарате ако сте православни со вашите свештеници. Значи, она што е значено, она што е повик Божји за секој еден од нас е всушност да бидеме луѓе кои што самите ќе го практикуваат ова. И денес ова што го зборувам е всушност момент во кој што јас и ти можеме да отвориме Библија и да дозволиме да ни зборува на нас. Не само да се информираме, туку кога зборува за тоа што е Божја волја, да едноставно имаме репер во мојот и во твојот живот и да знаеме дали ние го живееме она што е Христов повик за нас. Ова го кажувам заради тоа што во крајна линија, овој мој апел не се само за јас и ти да бидеме поинформирани, туку ова го кажувам заради тоа што, како што вели Павле, апостол Павле во Римјаните, и тоа го постирав пред некој ден на моите профили, 14 глава, 12 стих вели: и така секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Значи, ние треба да живееме живот кој што е воден од Светото Писмо, за да знаеме каде сме ние денес во нашите животи. И ова го кажувам затоа што ова за мене прво било чудно, го сум слушнал прв пат, а понатаму станало една пракса во мојот живот. Читајќи го Светото Писмо, да си го поставам одново и одново секојдневно прашањето како овој текст кој што го читам, како ова сведоштво кој што го читам се применува во мојот живот, како можам јас да го применам во мојот живот. И затоа кога ние зборуваме за реформацијата, таа направи револуција токму заради овие нешта кои што сега ги кажувам. Да, сега го дека има и политички, и економски, и некои други фактори во целата приказна, ама суштински, ако го читаме Лутер, ако го читаме Калвин, ако го читаме Тиндел и другите реформатори, тие инсистираат на едно нешто, дека оваа книга не е било каква книга, туку дека оваа е книгата, Библијата е книгата, Новиот Завет е книгата која што нас ни укажува, ни сведочи за тоа кој е Бог, кој е неговата волја за мојот и за твојот живот, каков живот сака да живееме на оваа земја и кој е оној вечен живот кој што Бог има за секој еден од нас. Едно евангелие, ако читате една глава на ден, нема да ви одземе повеќе од 5 минути. Само знаете што, не сакам лично за себе или за било кој друг ние да го читаме евангелието магиски. Во смисло, јас сум прочитал една глава и сега не знам ќе ми дојде здравје или среќа. Мислам дека поготово по младите генерации тој тип на религиозност им иде на живци и многу често не сакаат и се помногу сакаат да се поистоветуваат со христијанството кој што така се живее на некој суеверен начин, некој полумагиски начин. Оно што сакам да ви го кажам е следното. Не само да се чита, туку Библијата да се проучува. Да одвоите можеби 5-10 минути да се прочита една глава еднаш или два пати, да земете, не знам, на вашиот компјутер или телефон, денеска белешки може да се фаќаат во еден куп форми и да почнете да се ги запишувате прашањата, да се ги запишувате дилемите, несогласувањата и во тој цел процес мојата сугестија до вас е да се помолите, да му кажете: Боже, знаеш што? Јас верувам во тебе, ако е тоа твојот став, или може би јас не верувам и не знам дали постоиш, не знам зашто ова го правам воопшто, ама да почнете тоа да го нотирате, за да имате содржина врз основа на која што ќе размислувате и врз основа на која што јас верувам дека Бог ќе ви проговори длабоко во вашето срце. Јас ова нешто за кое што ви го зборувам го започнав пред доста години и ова е всушност еден процес кој што во мојот живот донесе трансформација, донесе репер и донесе нешта за кои што јас искрено не сум имал ни идеја дека може да бидат дел од мојот живот тука и сега. Зашто и јас не сум раснал во некакво, како што спомнав, премногу религиозно семејство, еден нормален живот, ама кога луѓе ми укажа, луѓе кои што биле променети од Бога, ми укажа на ова нешто. И кога ми кажа нешто што е многу актуелно, не мора да ми веруваш. Значи, земи, отвори, почни да читаш, почни да се молиш и влези на тој начин во заедништво со Бог. Јас знам дека Бог не може да остане индиферентен, туку дека ќе ти се открие. Да се искористи ова време во кое што живееме и Боже овие паузи од контексти со луѓе,
за да му дозволиме на Бог да не трансформира преку Светото писмо. И ова е една неверојатна прилика за која што јас лично ви посакувам ниту еден од вас да не ја пропушти. Едно евангелие во следниве 2-3 недели. И понатаму ќе продолжиме заедно.